ова издание. Власта оптимист, експертите скептици, дека во јуни државата ќе добие датум за преговори со ЕУ. Стигна препораки од Институтот за мир во Вашингтон. Како Северна Македонија да се справи со ризиците од тероризам. Свет. САД повлекуваат дипломати од Ирак поради заканите од Иран. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. САД наредија вработените во дипломатските представништва во Ирак, кои не се неопходни, да заминат од државата. Причина – заканите од Иран. Еве ги вестите. Во соопштението од Американската амбасада во Багдад се вели дека наредбата важи за вработените во амбасадата и за вработените во конзулатот во Ирбил. Трамп вчера ги негираше информациите за можно испраќање на 120.000 војници да се справат со Иран, но не исклучи распоредување на многу повеќе војници во иднина. Во меѓувреме, висок офицер на воената коалиција предводена од САД за справување со исламската држава рече дека не гледа зголемена закана за војниците во Ирак или Сирија од страна на иранските сили. Законодавците во сојузната држава Алабама донесоа закон за речиси целосна забрана на абортусот. Сенатот, каде доминираат републиканците, гласаше со 25:6 гласови, со што абортусот во која било фаза од бременоста ќе се смета за кривично дело казниво до 99 години или до животен затвор за клиниките за абортус. Единствен исклучок ќе бидат случаите при кои здравјето на жената е доведено во сериозен ризик. Сенаторите одбија да ги додадат како исклучок случаите на силување и инцест. Сенатската комисија за разузнавање се договори со Доналд Трамп јуниор да се појави на сведочење зад затворени врати во јуни. Комисијата води двопартиска истрага за руското мешање во изборите во САД во 2016 година и сака уште еднаш да го испраша Доналд Трамп јуниор поради контрадикторни изјави кои се појавија по сведочењето на поранешниот адвокат на Трамп Майкл Коен. Трамп јуниор првично одби да сведочи поради што комисијата издаде наредба тој да се појави на уште едно интервју. Експертите се сомневаат дека Северна Македонија во јуни може да добие датум за почеток на преговорите со ЕУ. Според нив, се уште не достига политичка волја за носење на законите кои ги бара Унијата. Мики Трајковски за ова. Наспроти позитивните очекувања од властите, скептицизам владае помеѓу дел од експертската јавност во земјава дека Северна Македонија во јуни ќе добие датум за почеток на преговорите со Европската унија. Професорот Светомир Шкарик вели дека поканата ќе биде реална само ако се исполнат бараните услови, помеѓу кои и продолжување со работа на СЈО и истражување на случаите поврзани со прислушкуваните разговори. Неговиот колега Борче Давидковски вели дека земјава треба да биде наградена, но ти не верува дека тоа ќе се случи во јуни. Според тоа, поканата зависи од нас, не од Европската унија. Но за жал кај нас тешко може да се дојде до согласност. Меѓу опозиција и владеачките партии постои длабок судир и при тоа мислам дека опозицијата е таа што кочи. Се додека опозицијата не почне да размислува пошироко, се до тогаш додека освојување на власта нема да ја биде главна обсесија, Македонија ќе се судрува со овие проблеми и тешко ќе дојде до поканата. Мислам дека тешко ќе го добиеме датумот за преговори. Тоа ништо не значи, тоа е почнување на отварање на 35 поглавја, тоа може со години да трае. Едноставно малку ветер на едрото да му се даде на ова реформска влада, бидејќи многу сторија со преспанскиот договор и така натака, за жал многу помалку во поглед на реформите на на јавна администрација, на правосудниот систем. И кога би добила датум за преговори, професорот Никола Топанчевски смета дека тешко би се одвивале преговорите, особено за најважните поглавја правда и правосудство. Номинално, декларативно и во моментов ние сме многу блиско до Европа која станува. Главниот проблем не е имплементацијата на законите. Сме го зборувале тоа и порано, така што значи сметам дека поглавјата 23 и 4 би били идеална шанса за Република Македонија овој реформаторски процес кој што е започнат да се одобие својата вистинско значење. Во меѓувреме, еврокомесарот за проширување Јоханес Хан во интервју за Радио Слободна Европа рече дека Европската комисија на крајот од мај ќе препорача почеток на пристапни преговори за полноправно членство за земјава, но се потоа ќе зависи од државите членки дали ќе се согласат со тоа.
Под Охрица, Гласот на Америка, Мики Трајковски. Препораки од Институтот за мир во Вашингтон, Северна Македонија да биде предпазлива поради ризици од тероризам во регионот. А како државата да се подготви за превенција од вакви опасности, од Анета Шијакова. Во ваква атмосфера, терористички борци од Балканот, вклучително и од Северна Македонија, се борат на страната на терористичката организација Исламска држава. Ова е показател дека и Република Северна Македонија мора да остане будна во однос на прашањето на тероризмот. Дел од овие борци се веќе лишени од слобода и предадени на македонските власти, но заканата останува. Институтот за мир на САД излезе со препораки за превенција на тероризмот во така наречените кревки држави, каде условите овозможуваат ширење на екстремизмот. Со други зборови, таму каде нема демократија, незадоволството кај населението е еден од предусловите екстремизмот да фати корени. Иако извештајот на Институтот за мир подетално се фокусира на државите од Блискиот исток, рогот на Африка и Сахел, препораките важат и за балканските земји. Наша препорака до владите е да бидат по-инклузивни, да испорачуваат услуги за граѓаните и да демонстрираат некорумпирано управување со државата, да бидат по-транспарентни, да ги поддржат жените и младите. За земји како Македонија и пошироко би рекол дека тоа е формулата за постабилна, посигурна, по-просперитетна иднина. Ги потикнуваме државите да се движат во таа насока. И се надеваме луѓето во Македонија кои се незадоволни, тоа незадоволство да го мобилизираат во насока за да ја туркаат владата во таа насока. На 15 февруари македонското МВР соопшти дека бил спречен планиран терористички напад, додека Американската амбасада во Северна Македонија предупреди на зголемен ризик од терористички напади. Дополнителен предизвик се мигрантските рути, како и близината на Косово. 20 борци на ИСИС и 74 деца заедно со 32 жени, сите косовски државјани, деновиве со големи мерки на безбедност беа вратени на Косово. На Балканот имаме регионални правни советници кои директно работат со владите, со обвинителите и судиите. Во рамки на глобалната мрежа за сузбивање на тероризмот. Соработуваме со Косово, споделувајќи ги најдобрите практики. Значи не велиме едноставно. Земете ги вашите борци и да заборавиме на тоа. Туку учествуваме во напорите за реинтеграција. Целта на стратегијата на Институтот за мир не е само да се спречат терористички напади, туку воопшто да се надминат условите кои овозможуваат терористичките организации да се шират и да регрутираат нови приврзаници. Ги наблюдуваме конфликтите и нестабилноста во различни делови од светот. Сакаме да ги употребиме овие податоци за систем за рано предупредување. Од Институтот за мир нагласуваат дека ваквата стратегија треба да спаси многу животи во иднина. И детските играчки станаат дел од технологијата и трендовите. Тина Трин јавува од Њујорк. Меки и убави за гушкање, полни со желатин. Играчките се дел од детството, но нешто е променето. Технологијата веќе не е тренд. Вградена е во игри, без разлика дали станува збор за интерактивно домашно милениче или виртуелна реалност. Земете, например, оваа играчка на Лего која е поврзана со апликација за проширена реалност. Преку апликацијата го скенирате сетот и го оживувате. Можете да утврдите кои делови се зафатени со духови и да ги фатите истите. Тоа е интерактивно искуство поинакво од она на другите кои доживуваат виртуелна реалност, зашто имате една физичка, друга дигитална рака. Дури оваа класична игра за цртање добива дигитална димензија. Наместо да користиме парче хартија, ние ќе го користиме ова воздушно пенкало за цртање во воздух. Играта сега користи и технологија за препознавање на светлина. Нема потреба да го поврзете со вашиот уред. Ова е буквално батерија и светлината од врвото пенкалото остава трага на екранот. Овие играчки му возможуваат на деца од 8 до 16 години да прават автомобил кој функционира со Bluetooth. Ова е возило што можете да го контролирате од вашиот паметен телефон или да го користите како контролор за вашиот паметен уред. И сите овие играчки се токму тоа, играчки, а вашите деца брзо се адаптираат. Ова беше Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Пријатно до утре.